На Тетовска Вратница природата и дала се, но човекот и нефункционалноста на институциите ја уништуваат оваа реткост. Вратничко езеро речиси пресушено, дабовата шума се крадена големо, а земјоделската површина засадена со лозов насад, како никој да не ја работи. Вратничкото езеро служи за наводнување на лозовиот насад, а воедно се користило и како рибник и место за рекреација. Но години подоцна настанува проблеми со одржувањето. Се менувале стопанствениците и законите, и сето тоа на штета на езерото. И сега тоа доаѓаме до резултат што го гледате. Празно езеро, затрпан каналот, не се наполнува. Доколку овака остане, ќе биде жално, затоа што тука не само што е убаво местото, него имаме преку летото доста туристи кои доаѓаат на капење. Со Вратничкото езеро сега стопанисува АД Водостопанство Полог. Отаму велат дека поради сушната година, но и поради користењето на реката за наводнување со кое се полни езерото, е намален водостојот. Сличен одговор од институциите мештаните од Вратница добили за кражбата на шумата ватарот на нивното село, кое е во приватна собственост. Селани во Вратница незадоволни се заради тоа што целиот овој простор, се до вливот на Вратничка река во Вардар и скоро до Егуновце, е во приватна собственост. Во тие забели, претежно се дабја, јасени и други врсти дрвја, не береме нити еден кубен метар. Све е тоа најазда на кратци. Сме ургирали кај министри и кај полиција, приватна е шумата, заштитите ја вие. Јас имам некаде 10 до 15 хектара дабова шума. И од тоа не земам нити дрвце. Поради негрижата за природната околина од која практично живеат руралните средини, и Вратница не го одминува феноменот на иселувањето. Голем број од жителите веќе се одселени во Америка и западноевропските земји. Црвениот крст од Гостивар на пригодна свеченост ги додели годишните благодарници за крводарителите кои стигнале до јубилејна бројка на дарувања. Признанија добија 162 крводарители кои дарувале крв по 5, 10, 25, 50, 75 и над 100 пати. Од Црвениот крст велат дека на овој начин им се заблагодаруваат на хуманите крводарители кои даваат дел од себе за да спасат нечиј живот. Гостиварците Белур Зумбери и Данило Велјановски дарувале крв над 120 пати, а крводарители станале уште додека биле во училишните клупи. Сум почнал да давам крв од 68 година за ученик на основа пред село и сум стигнал до 120 пат. Можда и повеќе од тие, како да закружиме 120 пат. Дирекцијата го направила своето, али вред е секој да учествува и добро да дава за здравјето да даде крв. А кому му дава крв, тоа не е без разлика на тоа, само да биде за убави работи да се. Имам дано преку 120 пати. Сум почнал уште како средна школац, а војска наставив и овек. А било да се дарува крв, да се спаси живот нечи текума на акција и ја практикувам 3 пати годишно. Освен на поединци, признанија и благодарници беа доделени на работни организации и компании, каде што редовно се спроведуваат успешни крводарителни акции. Најуспешни компании, организации и институции во 2018 година, значи како рекордери, се МВР, полициска станица Гостивар, значи таму остваруваме по годината некој пат 4, некој пат 3 согласно годината, акции каде собираме неде околу 300 единици на крв. Исто така тука, исто во дел на рекордери спаѓа и ЕЛМ ХЕС Маврово, Гостивар. Исто така во текот на годината организираме 3 до 4 крводарителски акции, кај што собираме околу 250 единици на крв. Тука да може да споменеме и како сега нека работна организација на општина Маврово Ростуше, бидејќи општинската организација на Црвен крст Гостивар покрива општина Гостивар и покрива и општините Маврово и Ростуше и општина Врапчиште. И тука организираме 2 крводарителски акции, во текот на годината собираме негде скоро околу 200 единици на крв. Па поради тоа и тие тука се рекордери од делот на крводарувањето за 2018 година.
Од почетокот на оваа година во крводарителни акции на Црвениот крст на поширокото гостиварско подрачје собрани се околу 800 единици на крв. Ајхан Куртов, професор во Државното музичко училиште во Тетово, обвинува дека гласот и потребите на просветните работници, надлежните го слушаат само ако се партиски подобни. Како доказ се посочува себе си. Тој 14 години патува од Скопје каде живее, до своето работно место. Патот, вели, му одзема време, а со одлуката да ни се скратат патните трошоци едва се екзистира. Барал решение и помош од Министерството за образование да биде префрлен во музичкото училиште во Скопје, но досега од ниту една владеачка гарнитура не добил одговор. Вели дека партиски послушници се префрлаат во други училишта за неколку години по нивното вработување. Значи имало примери и овде. Значи јас сум вработен од 2005 година. Имало примери кај што во 2006 и 2007 година има дојдено луѓе, значи поработиле една година две и се префрлиле. Значи, јавноста нека оцени за што станува збор, ме разбираш? Значи, како тие луѓе на толку лесен начин се префрлуваат од едно во друго училиште? А јас веќе имам 14 пуни работни години. Значи, овде јасно се гледа работава што е. Врски, партии. Куртов посочи дека пред неколку месеци успеал да закаже состанок лично со министерот за образование Адеми, но на истиот не бил повикан. Еве, јас лично со доказ сакам да биде ова подкрепено, значи имам доказ, еве нека го регистрира камерата. Значи на 15.4 сум закажал состанок во министерство лично со министерот и немам никаков одговор. Апсолутно, ни по мејл, ни усмено, ни писмено, ништо. Министерот за образование пак Адеми вели дека не е запознаен со случајот, иако неговите служби му закажале состанок со Куртов. Сега не знам дали официјално се обратил или неофицијално, не сум известен, но го охрабрувам да не извести и официјално, па да го видиме случајот и да видиме што можеме ние и јас лично како министер за образование и наука во рамки на моите надлежности да влијам во овој случај. Професорот Ајхан Куртов предава пијано на основци, но и на средношколци од управата на Државното музичко училиште во Тетово. Велат дека тој е докажан во својата струка, но сепак за неговите барања нивното училиште нема надлежност да донесе одлука. Црковниот одбор од Долно Палчиште и кумовите. Во недела на 30 јуни во црквата Свети Спас ве покануваат на литургија која ќе започне во 8 часот. Во 11 часот ќе се изврши чинот масло свет, пошто следува братско-сестринска трпеза на љубовта и одредување на новите кумови, проследено со музика во живо. Во Македонија денеска преовладуваше претежно сонче во време сумерен, а на моменти и засилен северен ветер. Температурата се движеше од 11 до 26 степени. Времето утре ќе биде претежно сончево со слаб до умерен ветер од северен правец. Температурите ќе се движат од 14 до 28 степени.